Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте. Уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што ви најавив уште минатата недела, вечерва ќе имаме гостин, но пред да го најавам гостинот, прво да ви се извинам заради моето вчерашно недоаѓање на емисија, која е од потполно оправдани здравствени причини. Ако ви интересираат некои детали, повелете на мојот Facebook профил, сосема е објавено. Морам да бидам транспарентен затоа што секогаш многу работи јавноста ги канализира преку оваа емисија. Ова гостување вечерва е најавено уште минатата недела и за мене е едно од најзначајните гостувања воопшто во мојата емисија во последниве 15-16 години. Се работи за човек кој го исклучително јас лично го ценам и кој ми е близок, но на страна од сето тоа го сметам за еден од најголемите живи музичари во Македонија, а сметам дека е еден од најголемите во историјата на македонската музика. Особено чест и задоволство ми представува да ви го представам Горан Трајковски. Добро вечер. Автор, музичар, уметник, почнувајќи од Падот на Византија, Апореа, Мизар, Анастасија и еден безброј соработки, како што последната голема соработка со Александар Велјанов, од која произлегува навистина изворедни дела, но уште повеќе неговиот опус, колку што е повеќе од сите овие проекти заедно, групи заедно, е неговата работа во театарот, создавајќи, креирајќи театарска музика. Горан најави концерт на 19 април. Како го замислуваше? Јас си дадов една слободна интерпретација дека е ова едно заокружување на твојата музичка творба, уметност, се она што го креираше низ животот. Како прво, добра вечер и драго ми е што после долго време повторно сум со тебе и пред твојата публика да се обратам и да кажам дека ова ќе биде мој прв воопшто концерт во моје лично име. Сета моја активност во претходните години, децении се била под име на некоја група, проект, театарска представа, заедничка работа, соработка или некој вид на, како да кажам, псевдонимете, но сега за прв пат се представувам како Горан Трајковски со театарска музика, поточно театарски песни од театарски представи. Се работи за материјал кој што е реализиран во изминативе 10 години, поточно ако да бидам прецизен, од 2003 до 2013 година, 10 театарски представи, поточно избор на песни кои што се употребени во театарски представи и ќе бидат исполнувани од Арна Шијак, Елена Христова и од мене како вокалисти. Сме придружувани од малку поголем оркестар за мој или за вакви прилики, значи околу 12-13 инструменталисти. Значи целата екипа на сцена сме у 15, точно 15 луѓе. Скажи ми малце повеќе за проектот. 15 луѓе, гледам тука доста
инструменти камерни, оркестар. Каква е замислата каков е концептот на овој концерт? Да. И дали ова ќе биде уникатен, единствен концерт каде што на публиката прв пат во живот ќе се поклониш како Горан Трајковски? Или ова е веќе некаков проект кој ќе го развиваш понатаму? Знам дека тоа е голем залак, па ме интересира да ми разјасниш малку. Во овој момент можам да кажам дека ќе биде само овој концерт на 19 април. Како, ете, да го објаснам ова случување, во претходниве години сум имал представување на мојата музика од театар или нешто слично, преку два нацрти. Тоа е едниот се викаше Циркус Европија, каде што исто Арна Шијак е вокалист. Значи и тоа беше проект кој што содржеше театарски песни од театарски представи, но во малку поинаков контекст, и Биоскопија со Елена Христова, каде што и во тој случај имаше песни од театарски представи или музика која што е користена во театарски представи. Еден дел од представувањето ќе биде со Арна Шијак, значи повторно песни кои што биле употребени во Циркус Европија, еден дел со Елена, Биоскопија, и еден дел кој што го пеам јас се всушност песни кои што досега не се изведувани во живо како чисто музички парчиња на концерт. Тие песни постоеле во театарските представи, биле свирени или репродуцирани во склопот на самата театарска представа, но за прв пат ќе бидат изведувани пред публика во живо со оркестар во најнепосреден директен контакт со публиката. Ќе трае некој вообичаено време од час и пол, што е вообичаено време за ваков вид на концерти. Ќе биде изведувано во големата сала на Македонскиот народен театар, кажав, со малку проширен оркестар од инструменти. Објасни го зошто и колку е тоа проширен. Ми интересира концептот. До сега сум настапувал, обично, нели, моите настапи се сведувале на онај класичен рок. Да. Или претходно со Арна Шијак кабаре формација, составена од тапани, бас гитара, некогаш гитара или без гитара, дувачки инструменти како кларинет или саксофон, виолина, клавиатура и така натаму. Сега тој состав е проширен, исти овие инструменти што ги спомнав се присутни, и имам дополнително, оркестрот е засилен со дополнителни гудачи, виолончело, виола, потоа дувачи како флейта, тромбон, хорна и претходните инструменти што ги спомнав. Значи се на се вкупно околу 13 инструменталисти. Дали ќе има некој од инструменталистите, дали има некои кои се попознати, во смисла кога велам познати на мене и тебе, познати од претходните соработки кои си ги имал во некои состави? Можеш ли да ги... Те молам и именувај ги, мене би ми било драго да ги слушнам кои се, ако не ти е проблем. Значи, во оркестарот има луѓе кои што работував и претходно. Мислам дека скоро сите луѓе кои што сум работел во Биоскопија и во Циркус Европија се повторно на сцената со мене. Значи, луѓето како Игор Новоградска, Игор Василев. Новоградска останавте еден од најдолгите соработки со него. Да, значи тоа се луѓе кои имаат или директен или индиректен контакт со театарот. Игор е исто човек кој што прави музика за театарски представи.
Потоа Сашко Костов, кој е исто така работи во театар и прави музика за театарски представи, покрај тоа што е присутен на нашава поп или рок сцена. Тој свири ударни инструменти, тапани. Игор Зотич, кој што работеше со мене во претходниот Циркус Европија проект, па и со Александар Велјанов на клавиатури. Горан Јаневски на гитара, кој што беше и во Биоскопија и со Велјанов, со мене на гитара. Потоа Марија Ѓаковска, која што исто во моите претходни два проекти на виолина. Анастасија Јоанова кларинет, исто мој постојан соработник на претходните настани. Потоа на виолончело Дејан Теодосиевски. Исто претходно соработував со него. Ете, за прв пат сега соработувам со Бранко Илиевски на тромбон, со Антонио Костевски на хорна. Потоа за прв пат со мене е Анастазија Христовска на флейта, Фана Спирковска на виола и да, мислам дека ги спомнав сите. Не ги броев на прст, но Не броев ни јас, извинувам. И Петар Христов на саксофон и кларинет. Ете. Ти благодарам. Ме интересира ваков проект, дали има некоја секогаш ти кога си работел, дали тоа било состав, дали тоа било во некој туѓ проект, дали било театарска музика и кога си создавал, има еден заеднички именител кој се провлекува низ твојата музика од самата твоја кариера до ден денеска. Ако некој внимателно слуша, ќе ги чуе тие некои исон ноти кои ги тегнеш уште од својата најрана младост до ден денешен. Сепак, секогаш можело да се одвои. Ова е периодот на Анастасија, ова е периодот на Велјанов, ова е периодот на, не знам, падот на Византија. Дали овдека ќе има некој посебен, имаш многу музика направено. Како ја одвои? Кој е заедничкиот именител на сево ова? Заедничкиот именител на ова е токму музика за театарски представи, поточно песни од театарски представи. Овие Дама тука не е вклучено Гилдерстайн и Розенкранц се мртви од таа представа. Имаш такви од Розенкранц и Гилдерстайн се мртви немам. Немаш. Така, нели тоа е затоа што таму тоа е веќе периодот од Анастасија. Периодот Анастасија поинаков израз е тогаш. Зборувам за периодот кога работам сам во театар, значи од 2003 година до кај 2013. Тука има, нели, заедничко е тоа што се песни за театарски представи, иако се различни. Секоја театарска представа има своја приказна, има своја тема, има свој сензибилитет и тоа зависи од режисерскиот концепт, не само од текстот како текстуална предложка. Песните се различни по карактер. Можам да ги поделам во три, условно речено, различни блока. Едниот е кабаретски, они со Арна Шијак. Црно кабаре. Да, и тие си имаат еден свој сензибилитет. Да. Поинаков, се тој е близок и до Гротекс, Циркус Европија, Биоскопија, тоа е тој изред. е вториот блок, нели, со Елена Христова, оној кој што е направен на еден е базиран врз народна музика, значи од фолклорни мотиви, а обработен е на еден по-стандарден, класичен начин. И третиот блок е оној кој што јас го пеам и кој што повеќе влече на оној звук кој што сум го работел со Мизар или Анастасија или Падот на Византија или се друго, така наречено, нели, со кој што има во себе и елементи
од црковнословенското пење, поточно црковнословенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, нели, тој што ти го карактеризираше како Исон. Не, знаеш, Горан, кога велам ја Исон, злоупотребувам еден музички израз, многу аматерски, велам, тоа е една нота која, кога ќе те чујам, дали било во падот на Византија, може би нема да се сложиш со мене, но авторот не мора да е секогаш во право, а уште помалце тој што го слуша. Имаш една препознатлива нота. Таа препознатлива нота, таа ти ги донесе таа публика која те следи со децении. Затоа што ти, Горан, имаш публика која те следи буквално, ни сите проекти им се допаѓале, не им се допаѓале, ама тоа твое музичко патешествие, кое е безкомпромисно, значи никогаш не направи никаков компромис да се допаднеш, да бидеш комерцијален, да одскокнеш од своите принципи кон уметноста. Беше ли тешко од тогаш до денеска да те завлече? Многу луѓе кои ги знаеш, перфектни музички уметници, едноставно не го издржаа мигот на екзистенција, па правеа компромиси. Да, се согласувам. Мене ме спаси најмногу, нели, вака формално да се изразам, благодарам на Бога за тоа, театарот и луѓето од театарот кои што во изминатиот период од 15 на 16 години наназад, јас имав, речиси, постојан ангажман таму. Постојано правев и работев, се служев со музика и тоа постојано работење на музика во театарот ме одржи во форма, да размислувам, да се обидувам, да бидам постојано во работа, да не рѓосам. Да не почнам да се занимавам со некоја друга професија која што нема врска со музиката. Работејќи музика во театарот, јас останав во постојан допир со музиката, размислувајќи активно, размислувајќи како да направам песна која што ќе помогне да се заокружи едно театарско дело. Работев со луѓе уметници кои што активно и секојдневно размислуваат на одредена тема како да завршат и како да направат нешто убаво и подобро. И сето тоа ме, како што преска реков, ме одржуваше во таа форма и ме остави да бидам во текст со нештата. Немав потреба да работам нешто што не е во допир со музиката. Би сакал да илустрираме само дел од она што ќе биде, тоа е дел од твоите театарска музика. Ова е од театарската представа Вечната куќа. Псалм 13. Na sini človeče
благодарам за ова, Горан. Убаво што во 2013 на она за мене фасцинантна театарска представа, една од најепските направена, која требаше во сиот свој сјај да го врати и да го прикаже новиот објект на Македонскиот народен театар. И оваа твоја реминисценција на еден од твоите можеби најпопуларни периоди во животот, тоа е со Анастасија, кога доживеа и најголема светска афирмација со својата музика, кога светот се вџаши, многу голем дел од публиката, сега да не претерувам, но кога прв пат ја слушна во својата сериозност, во својата епика, црковната православна музика, како тоа зазвуча и на многумина им остави силен впечаток. И тој период... Знаеш како се случи оваа песна? Како ми беше изнудена оваа песна? Изнудена? Буквално изнудена од режисерот. Од тебе некој да изнуди голема работа. Да, во тонецот од маната кој што ја пушташе музиката, ми се јавуваше пред да дојдам на проба, дали да направам некоја поправка на музиката, на парчињата кои што се проба и што друго да донесе. Ми се јави по телефон и ми рече дали го продолжи тоа, да, му вика. И Дејан ми рече да донесеш верзија на реките Вавилонски. Што му викам? На реките, зошто на реките? Се користи во една сцена. Во која сцена му викам? Вчера не се користеше. Денес се користи, ми вика. Од кога му викам? Па од денес. Не му викам, не, јас прво морам да дојдам да видам за што се работи. Не правиш компромис. А каква верзија? Она WAV верзија? WAV, да. WAV, значи високо квалитетна. Да, добро. И одам таму и пуштаат од YouTube музика направена сцена на реките Вавилонски. Викам, ова не може вака. Не може. Не верувам дека вечерва ќе тераме мајтоп. Добро? Не може вака, ова да си ставате по своја волја и ќе направам нешто друго. Ритмички блиска е, да, слична. Па затоа што беше направена сцената по таа музика и ако направев поинаква музика немаше да штима. Значи ритмички беше сцената направена по овој така, морав да изберам истата брзина и едноставно за да не ми расипам сцената. Да, значи ти сакаш да ни кажеш дека ете изнудена работа, технички без многу спектакуларни созерцанија и не знам какви сипања од озгора се создаде дело, а па сепак делово... Морав за 3 дена. Да, ама сепак делово фасцинираше многумина и доби многу позитивни критики за ова парче. Не знам што да кажам. Кој креира? Јас не. Ти си само инструменталист. Горан, сум го абсолвирал делот кога си истражувал црковната музика со Анастасија, сите тие трагања и така натаму од река Вавилонски, па сето тоа многу научив од тебе, но ми остана непознат овој период кога почнуваш во театар да работиш со Циркус Европија, со Црното кабаре. Така, мислиш на тој период. На тој период. Кои беа влијанијата? Од каде ребирт, повторно раѓање на враќање на таа нешто 30 години, мене барем така ми асоцира на тој израз. Што најде ти во тој израз? Кои беа влијанијата? Зошто така отиде? Тоа се случуваше малку по малку, значи педа по педа или чекор по чекор. Уште на почетокот на мојата заедничка работа и соработка со Дејан Пројковски, да речем, од представата Црнило, Коле Чашу. Нема никаква врска со кабаре и со такви работи, но представата влече, го покрива времето на 20-тите и 30-тите години на Балкана. Значи времето на Ал Капоне, Ванчо Михајлов, нели, паралелите. Така ги влечеше паралелите. Во секој случај тоа е. Раскажи ми, те молам. Да, Ал Капоне и Ванчо Михајлов се современици и
иста крвна група, нели? Тоа е времето и на кабарето. На големите кризи, светски депресии, времето на подготовка на теренот за раѓањето на фашизмот. Тоа е времето во кој што и Брехт се спремал за својата, и Курт Вајл за своето големо појавување на театарската сцена. Всушност, кабаре музиката својата популарност, не популарност, својата врска со уметноста, најмногу ја должи на Брехт и Вајл, нели, покрај на Дејвид Холандер, како големо име, нели, човекот кој што ги правеше но токму поради овие луѓе кабарето од обична површна и ефтина забава е денес историски гледано спаѓа во нешто што има некоја исклучителна вредност. Како дојде до тоа? Па, со започнувањето на истражувањето на делата на Брехт, работењето на представи, се заинтересирав за тоа време, така ги влечев и паралелите, и некако спонтано темите и театарските парчиња што ги работевме, дури и оние кои нема никаква врска со Брехт, само од себе се наметнуваше тој звук. Дури во представите на театарот на бесмислата, ЮНЕСКО, Апсот, почнува да се појавуваат музички парчиња кои што и текстови, и музика која што на сцената легнуваше тоа кабаре. Инаку Црното кабаре е нова направија. Тоа не е ништо што има своја историја, тоа е нешто од 20-тиот до 21-виот век. Бидејќи такво кабаре не постоело порано. А постои денес такво? Па во некоја си не е многу распространето, има, не знам. Си присуствувал на такво? Ја не сум видел нешто такво. Не, никогаш не сум присуствувал, сум видел на интернет такви работи. Има, познавам неколку автори, но изминативе 7-8 години и не следам што се случува таму. Може би и нешто и се случило повеќе, но до периодот кога ги следев тие работи се Немаше нешто значајно што би можело вака како или потребна е некоја временска дистанца од 50-60 години како што сега ги гледаме? Да, потребно е да помине време за да се израфинират и се изфилтрираат работите. Затоа што верувам дека во 30-тите, 40-тите, 50-тите години никој немал представа да го оцени воопшто кабарето како било што. Ама од денесна перспектива сега гледаме и црпиме некои работи кои иделе слоевито. Спонтано, неспонтано, намерно, ненамерно се изродило и се случило. А ти дури ти се поклопи, истражуваше и го инкорпорира во твоите подоцнежни настапи, пост Анастасија зборам, пост Мизар, еден инструмент од почетокот на 20-тиот век. Тоа е првиот најрудиментиран теремин, мислиш? Тереминот. Тереминот кој е многу значаен затоа што дава една многу интересен тон, кој дава една атмосфера кој сега кога го слушнеме, мислам дека и човек најнеук ќе му создаде некакви асоциации. Дали е тоа палп филмовите од 50-тите или уште подалеку од 30-тите години. Тоа е, звукот на тереминот е најблиску до звукот на пилата која што се свири со гудело. Тие имаат многу сличен звук. Си видел дека постојат луѓе кои што свират на пила со гудел. И тој звук и на тереминот и на пилата се многу
слични. Не се потполно идентични, но се слични бидејќи немаат Но ова е прв постојана електронски интонација. инструмент. Тој е електронски инструмент, веќе еден вид на радио станица, или така наречено. Модулација на фреквенција. Поприлично е едноставен и е Многу тежок за исклучително свирење. тежок за свирење, бидејќи свириш со рацете во воздухот, нема прагови, нема ништо. Едноставно твојата ориентација низ воздухот и велат дека луѓе кои што свират виолина најлесно можат да се снајдат, иако и за нив е тешко. Инструментот е ограничен, нема некој голем распон и сходно на тежината на свирењето, значи отпорот што го дава, што му го дава на оној што се обидува да го скроти и да го научи, е инструмент кој што лесно го натерува човека да се откаже. И многу успешно тоа го прави. Се уште го имаш ти твојот термин? Не, Не? го немам повеќе. Го немаш повеќе, се откаже? Да, го немам повеќе затоа што е тежок за одржување и тежок за свирење. Значи Лесно влегува во фалш, тоналитетот се да. губи. Повеќе е како ефект од што. Но фасцинантно беше, знаеш, и тоа користење. Те гледа во некој настапи и така што доста интересно кога формата дава суштина. Тоа па интересно, обично си ти обратно. Ти секогаш си идел од суштина, па формата како ќе произлезе, дека беше малце еден обратен процес што беше интересно во цело ова. И добро, ги спојуваш ли ти овие два света? Еве, сега во февруари, ај па да се навратиме на падот на Византија. да. Сум имал голема почит и имам се уште голема почит спрема тебе, но приметив дека со годините, 3 децении се знаеме, јас и ти, никогаш не си сакал да разговараш и да збориш за падот на Византија. И ми изненади пријатно кога сега ова се направи некоја годишница во февруари месец, се појави и така натаму, му даде и значење. Тоа беше, падот на Византија беше првиот андерграунд бенд, можем да кажам, или првиот исчекор во андерграунд музиката надвор од оние, нели, што ги имавме естаблишмент тогаш во Македонија. Ја не знам дали имаше некој пред тоа, некој што било што се истакна како андерграунд. Тоа беше 84-5 година, така да речеме. Тоа претходно имаше, нели, обиди. Првата средношколска формација на Мизар пред да заминат војска, неколку месеци, нели? Не ја паметам тоа. Да, малку луѓе ја помнат, ама јас ја помнам. Не се сомнам. Да, иако не бев во Македонија тогаш додека се случуваше тоа, но знам, следев се и бев, нели, како се вика, навивач да се случува такви нешта во мојата земја. И претходно, нели, и јас се обидував како средношколец исто нешто да направам со афективен набој, така натаму, но тоа беше се еден вид на средношколски обиди од по неколку месеци време траење, нели, со сета колку е возможна таа сериозност на тоа делување во едни такви услови во крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години, или колку е возможна сериозноста на луѓе од 15, 16 или 17 години кои што се уште седат дома и јадат леп од мама и тато. Да, кои што нема пари ни за инструмент, ни за ништо да направат нешто посериозно да исчекорат. Но тие се почетоци кои што, нели, се важни подосна за истиот тој човек кој што ги прави тие почетоци за понатам мошното мора од нешто да се почне. Така. Секако. Подоцна ти заминуваш... Падот на Византија траеше многу кусо. Многу исто кратко, така, да. Исто така, многу кратко, од, нели, вкупно една година во рок од 2 години, дали една година целата постојање. андерграунд и таа уметничка сцена, и сите музичари, и сите
панкери, да речем, и сите оној бунтовен бран што се појави, едноставно го паметат и ти конечно и го увиде тоа, еве, и после толку време. Групи од 80-тите години постоењето на групите може да се одреди според бројот на пробите. Група од 5 проби, 10 проби, 20 или 30 проби. Ево, не сум. Еве, јас се обидувам да се сетам колку проби имавме со Падот на Византија, не повеќе од 20. Немаше ни време да се направат повеќе. И колку настапи имаше тоа? Па 15. 15. Ајде да речеме, Падот на Византија беше првата во тоа време колку толку малку поуспешна група од Македонија. Ама остави трага. Да, свиревме покрај во Македонија и во, нели, тогашната Југославија, уште неколку места. Дури имавме и гостување на телевизија, не на македонска, нормално, сараевска. Но, ете, тоа остави трага, остави паметење. Предпоставувам дека на денешни млади луѓе, кои што не можеле да физички да го, нити имало шанса да го тоа видат или да бидат присутни на тоа, предпоставам дека им делува романтично и екзотично. Што далеко од она ти што си го доживеал тогаш. Апсолутно далеко од вистината. Еден од најзначајните периоди во твојата кариера е одењето во Нови Сад, кога работеше со исто театарска музика и работеше со една фасцинантна група на луѓе. Да, тоа се случи крајот на 80-тите години. 88-та, 9-та, 90-та, па 91-ва година да опфати. И во тој период, во една од посериозните театарски појави во Европа се викаше КПГТ. Казалиште, позориште, гледалиште, театар. Че тоа е кратенката од овие зборови. Кој што го водеше Љубиша Ристич. И тој проект, или како да го наречам, тоа беше еден вид на театарска работилница, голема театарска работилница, низ која помина, речи си, сите значајни, па дури и незначајни театарски имиња од бивша Југославија. Издвој некој. Речеме, Драган Живадинов од Сестра Стипијун. Многу, ако спомнам Лајбах ќе биде појасно, но вистинското име е Сестра Стипијун, театарската група која што беше поврзана со Ное Словенише Кунст се викаше така, а не Лајбах. Од таму произлезе Ное Словенише Кунст. Не, Ное Словенише Кунст беше име за се. Кој што ги обединуваше сите. Сите тие. Да. Така. Потоа, нели, во тоа време скоро сите големи актерски имиња Тогаш од Македонија беше таму и Зоран Спасовски. Заедно со Зоран Спасовски бевме, условно речено, да се изразам, не повлече Сашо Миленковски, кој што прв замина таму и после неколку месеци отидовме јас и Зоран, Сенко, Велинов, претходно беше Ана Костовска замината, Бети Кочовска и уште не можам да се сетам, едно чудо. Што произлезе од таа соработка тогаш? Сработивме неколку театарски представи. Првата беше во Нови Сад, додека Љубиш Ристич го држаше и Новосадскиот театар, Смртта на Кузман Капидан. Тоа беше представа направена на македонски јазик во Српско народно позориште Нови Сад. Поприлично вака нереално, да, и нереално, но навистина, да. На македонски јазик, да, работена од македонски глумци со помош на уште половина екипа српски
глумци. И една од причините за набркување на Љубиша Ристич од Новосадскиот театар беше токму ова представа. Втората причина беше Драган Живадинов, поточно представата Зенит, која што работеше паралелно во исто време. Ној Словинеше Кунст, поточно сестра Сципиони или Живадинов. И заради тие две представи му беше одземено директорувањето на Љубиша Ристич и тој се повлече во Суботица. Тоа беше првата представа и за мене професионално што сум ја изработил. Значи, првата музика за театарска представа која што јас и Зоран Спасовски ја сработивме заедно. Потоа заминавме во Суботица, изработивме уште неколку представи, Ајан, Господица Јулија и некаде 90-та година мислам дека ја се вратив во Македонија. Во меѓувреме дојде Тихо, тој остана, нели, Спировски, Тихомир. И тој остана таму, заедно со Сашо Миленковски и Сенко и така натаму, се додека не се распадна потполно театарот и не се распадна Југославија, нели, во тој период. За мене беше ова многу значено искуство, многу мислам дека тоа беше пресудно тој вид работа за да се одлучам, да сватам дека можам да барам некој еден вид на мое авторско остварување во рамките на театарот како музичар. Ми даде сила и благодарен сум на Сашо Миленковски, како и на Љубиша Ристич пред се, нели, човек кој што имаше трпение, осет и такт за многу луѓе, не само за мене, тој за чудо луѓе, за да им даде можност да работат. И имаше многу сенс да ги фати најавангардните луѓе во уметноста кои ги спои во еден театар. Значи, не само од Србија, туку и од Словенија, од Македонија, од цела Југославија. Од Германија, од Франција, од Костарика, од Мексико, тоа беше едно меѓународно собиралиште на... Денеска научна фантастика за еден таков проект би било. За во Европа е научна фантастика, не за овие простори балкански. Во тој период во Европа се наоѓаа такви работилници. Можеа да се најдат. Али со такво значење, со таков импакт. Но денес во Европа, во културата, многу малку се вложува. Во споредба со 80-тите години цела Европа има отвикарано главата на културата. И се многу малку. Фестивалите музички се е скратена главата и финансиите за музичките фестивали се сериозно редуцирани. Зошто е тоа така? Сега, да не влегувам во длабокото. Тоа е... Јас сум спремен. Ако ти сакаш, неблагодарно е да те носам таму. Ке одиш онаму каде што сакаш таму, ако сакаш. Тоа е долга и широка тема, но во секој случај само едно ќе кажам дека Европа е во сериозна душевна криза и не знае каде тера, има лоши лидери, лоши политичари и се подлабоко и подлабоко гази во криза светата Европа, која што не може да си ги препознае собствените интереси. Незините водачи не му служат на народите на Европа, туку на големите корпорации и тоа не води кон ништо добро. Ете, нема да навлегувам и да елаборирам длабоко за тоа, но тоа е моето мислење, вака кажано на површно и на брзински, но го кажав. Циркус Европија подобро е да се слушне многу подлабоко таму го искажуваш. Да. Твој на уметнички начин. Но јас сега ќе илустрирам со една музика, тоа е со темата Калина,
Елена Христова и Горан Трајковски од проектот Биоскопија. А потоа идеме со првиот блок реклами.
вечни еони. Духовен затвореник, Елсинор го напушти. Погледни го чудеса, воскликна човештвото, нагласите јазици, слават ново пророштво, да се биде или не, сега не е прашање. Колку ли безнадежен би бил човек сам без Бог на светов убавина. Се враќаме назад во студио. Разговараме со Горан Трајковски, човекот кој може би најпознат стана на јавноста со неговиот проект Анастасија. Анастасија се појави во еден многу интересен историски миг. Тогаш е на зачеток македонската држава и се снимаше тогаш еден интересен филмски проект во кој вие зедовте учество. Тој е филмот на Милчо Манчевски Пред дождот. Паметам, тој филм во септември месец го доби Златниот лав и експлодира таа приказна. А паметам во јуни, кога ти ми дојде со касета. Не. Со стерео ВХС. Стерео ВХС. Си заборавил дека слушав музика на Стерео ВХС рекордер. и од таму префрлив на касета и ја пуштав Не е на 103-ка. Не е важно, тоа толку, но ајде. Ако, тогаш мастерот го правеше на ВХС стерео, да, така. Само аудио, не. Само аудио, така. слик. Се користеше целата лента, па тоа беше едно од поквалитетните. Сами текна. И се сеќавам, публиката на 103-ка брзо ја препозна музиката, ја поздрави, ама широката публика уште не сваќаше додека не експлодира филмот. И добри 3 месеци ја форсиравме таа музика на 103-ка, ни беше ново, интересно и сето тоа. Но креативниот процес беше многу матко трпен и болен низ сите оние искажувања. Не беше лесна таа соработка со Милчо Манчевски и креирањето на таа музика, која поминавте многу перипетии, многу работа, работење во Лондон, работење тука во студио. Како се сеќаваш сега на тоа време, ето од креативниот процес на создавање на таа музика? Романтично. Романтично, апсолутно. Се поминати повеќе декади од тогаш до сега. 20, да, 20 години. Па и повеќе. Па и повеќе од 20 години, да.
Да, сето тоа се ми изгледа симпатично, така веќе далечно. И сум ги заборавил, нели, Лошите неквалитетните работи, тоа тешко се памти. Останале само добрите. Не се сеќавам на времето, на технологијата, од таа 94-та, 93-та, 95-та година кога се одвиваа сите тие работи, колку од таа до денеска колку е напредувана технологијата. Во тоа време постоја паралелно екзистира неколку носачи на звук. Винил, лента, касета. Ето ВХС-от, да не го спомнам, тоа беше нешто поекзотично. Да, екзотично. И CD. И CD. Денес, речиси, ниедна од тие медиуми не постои. Формално постои, но суштински не. Не се никакви фактори на пазарот. Све е MP3, све е дигитализирано. Да. Па и музиката не е некој фактор на пазарот денес воопшто. Апсолутно се согласувам. Самата музика ништо не значи финансиски. Не чини никаков посебен, нели. Но се сеќавам на технологијата, како ја снимавме таа музика, како се обидувавме да го да ги врземе заедно, да течат сликата и тонот, и звукот. И тоа требаше да се снима во студио, требаше да се полагаат повеќе инструменти одеднаш, требаше да се гледа слика. Да се гледа слика и да се свири. И да биде тоа Прво прецизно, со тајм код. Прво да се компонира, па потоа да се свири и да се гледа. И тоа беа Маки Танталови. И компјутерската технологија во 95-та година беше поприлично на едно ниско ниво. Рудиментирано, тек ги откривавме звучните картички. Sound Blaster AV32, Revolution, Brian Eno. Да, тогаш PC-то како фактор беше минорен. Atari-то беше најдалеко заминат на... Да, го користеше ти твоето сиво Atari. Но, со пари интересни игри кои уште ги паметам. Но како се филмот се уште беше имаше отпор кон компјутерската технологија и во најголемите светски студија со скепса се гледаше врз тоа. Во тоа време две лондонски студија врвни не користеа речиси ништо од компјутери, се работеше аналогно. Аналогна монтажа со ножички, или не ножички, буквални вакви за кроење, туку филмски ножички. Се монтираше со сечење. Звукот се местеше на ленти. Значи, се поместуваа лентите... Прилично прогресивно настапивте тогаш, користејќи ја технологијата. Користевме компјутер, но за музика, не за слика. Так. Не за слика и тоа немавме собствен, изнајмувавме за да ни помага. Доста долго траеше создавањето на таа музика, ако не се лажам. Тој цел процес, Лондон беше околу 2 недели, после месец дена во студио, и со се креирањето на музиката се влечкавме од неискуство, од незнаење, од технолошка, како се вика, инфериорност, од многу фактори беа причина за сето тоа. Но со многу потешкоти таа работа вака или онака се заврши
Добро, очекуваше ли некој воопшто, имаше ли представа дека тој филм ќе експлодира и ќе предизвика толково медиумско внимание и кај нас и во свет? На Не. страна. Не. На страна. Бевте ли подготвени за сето тоа? Вие како да не бевте И подготвени? како да бевме подготвени ние кога самите продуценти беа крајно скептични кон тој филм. Продуцентите на Венецијанскиот фестивал се појавија без плакати за филмот. Значи толку веруваа во филмот. И сега ние навивавме, нели? Што да правиш? Така е. Но самите продуценти не очекуваа ништо од тој филм и крајно неподготвено настапија, за после тоа да, нели, на Бевте ли? брзина. Не можам се Не. сетам, бевте во Венеција? Не бевте. Не, тука бевте. Не бевме. Немаше ни прича. Но Добро после- и Милчо што беше. Воопшто што беше. Да, што беше. Да. Но после тоа експлодира едноставно. Да. Сите медиуми, целиот фокус и тоа беше едно голем поттик за Анастасија да ги направи сите оние големи работи. Прво имавте неколку значајни мига што никој не ги постигнал во македонската музика. Тоа е продажбата на музиката од филмот одеше во, не знам, ти ги имаш оние копирајтот, бидејќи сето тоа е заштитено, во колку земји се продаваше таа музика? Тебе ти стигнува годишни Да, извештаи, во- предпоставувам преку 100 земји се продаваше. Тоа во многу земји се кој ги бројал. од азијски земји, од Австралија, од јужноамерикански земји сум добил извештаи, така што не ми било важно да ја бројам. Тоа е И стигнува многу, ради тоа стигнува и многу покани за настапи. Се сеќам, првиот настап го имавте во Италија, ако не се лажа. настрана, да, во Италија. Во Италија, Во беше Италија. во Удине. Во Удине, па во Трст. Тоа бе првите настапи. Интересно беше што, ако не се лажам од вашите сведоштва, првиот настап, кога сте завршиле со првата тема, не знам која прва тема, дали таа што го отвара филмот, и кога сте престанале, имало во публиката штама, која траела премногу долго, да вие сте биле стаписани, просто дали се допаднало, дали не се допаднало, што се случува, едноставно никаква реакција, ни уа, ни браво, и после тоа се случува експлозија. Се сеќаваш ли на овие мигови? Ја добро се сеќавам, ти ми ги раскажуваше. Тоа со беше многу- во Удине, да. Да. Во Удине, во Трст не беше така. А, нели, се работи за разлика од еден ден Мгм. на концертот. Ете, сум го заборил, се ме подсети ти на тоа. Да, на тој концерт бевме поприлично здравени и стаписани. Па, всушност беше прв концерт настрана пред странска, потполно странска публика. Нели? И предпоставувам дека и луѓето беа изненадени од сето тоа и секако дека им беше чудно. Потоа следува настапи во главом низ фестивали. Свиревме во сите западноевропски земји. Ако не се лажам, свиревте во Солун во време на најголемото ембарго кое беше спрема Македонија. Да, тоа беше еден вид на како да речам, културна политика подмаса се правеше во тоа време и се обидуваше да се направи некој вид на олабавување на тензиите што се случува. 103 фестивалот, Урбан Влеговме во фестот. тој Така. пакет, нели, на свиревме често таму, 2 пати во Атина, повеќе пати во Солун, во некои други погранични градови. И многу позитивни реакции добивавте од таму. Тоа што беше најмногу што вжашуваше од сите во една политичка тензија на нетрпеливост која политичарите ја граде, вие доаѓавте преполни со импресии дека ги фасцинирате луѓето, дека позитивна е една енергија и тука беше навистина еден
еден контратек на сето она што ни се случуваше во тие години, кога бевме преоптеретени со... Да. Да, луѓето се воглавно оптоварени од порциите пропаганда кои што им се истураат во главите и така, честопати знаат позитивно да изреагираат на музиката. Се сеќавам на настапот на Анастасија во Сорович, тоа е едно малечко место во близина на Лерин, каде што свиревме речиси пред 100% на македонска публика, значи луѓе кои што се македонци, а кои не исвиркува на почетокот. Навистина? Да, и Зошто? па немаше некоја Логично никој од објаснување? нив не кажа зошто не свиркува, туку само свиреа и ни нели. Ова ми е потполно непознат податок. Да, на Бина се качев се со полициска придружба. Цело време полиција не следеше од хотелот до Бината и тоа беше една поприлично непријатна атмосфера. И уште понепријатна кога ќе се качиш на Бина, кога сите ќе се развикаат со негодување. И како кога на фудбалски стадион ќе се појави гостинската противничка екипа. Така ве доживеа Така македонците во егејскиот не дел. дочека, да. Дали не знаеа кои сте или? Очекува Гоце Арнаудов. Не, тоа знаеле, ако не знаеа кои сме, тогаш ќе се однесува кон нас како кон некои кои не знаат кои се. Очигледно се работи за пропаганда. Еден некој ги беше, Индоктринирал? да, како беше, некој го беше накодошил господинот Јозеф К, што едно утро му влегле во... Не, Кавка. да, и тоа беше непријатно, така, доста непријатно. Неколку песни за она што ти за Удине го спомна да се случи. Тишината беше заменета со еуфорија, овдека негодувањето беше заменето со овации после 10 на 15 минути. Имаше луѓе кои што ме провоцира на начин што ми го зема микрофонот, сталката. Неколку пати ми го украдоа сталката. Помораше од редарите да одат да ми враќаат микрофонот. Да. Требаше за ова да разговараме оф програмот, да бидам поподготвен за ова. Да. Не сум знаел, толку Па, години се чудно, знаеме, ама за овој да. инцидент, за вакво нешто не знам. И сето тоа негодување која дојдоа со таа негативна енергија отворено да искажат Да, македонците во егејскиот дел на Македонија каде што им гостувавте, каде беше тоа местото? Сорович во близина на Лерин. Така. Одеднаш, после 15 минути, се претвора во оваци. Да. Беше тоа искрена некоја трансформација која се Па случуваше? предпоставувам дека почнаа да реагираат на звукот, на песната на која што се прекрши се, беше 9 враќа железни. На таа песна се прекрши се на позитива. Таа е песната која Море 2 се змеја го отвараше албумот, 9 враќа железни јака. Да. Тоа е исто песната од филмот Пред дождот. Интересно. Да. Не сум знаел. Не ти се случило вакво нешто слично во кариера? Па не, на ваков начин не, да. Мислам дека неколку месеци пред тоа свиревме во Солун на плоштад пред 100.000 луѓе. Една песна, тоа беше некој антивоен протестен, а и ништо слично не се случи, напротив. И сега, знаеш, на плоштад во 20 километри од граница, 40 километри од Битола, знаеш, се случува, имаше
7-8 илјади луѓе на градскиот плоштад, беше бесплатен концерт, нели, не беше со платени карти или можеше секој да дојде, се одлучуваше тоа, но добро се заврши, нормално. Сето тоа среќно се заврши. На обострано задоволство. Анастасија продолжи да живее, издаде уште пар албуми, тоа беше низиниот рок, иако повеќе беше поатрактивна беше во настапите на живо и тоа беше фасцинантно да се чујат тие песни, бидејќи навистина моќно делува на живо. Ти продолжи натаму во на реинкарнација на Мизар. Да. И тоа беше интересно што ти беше дел од оригиналната постава на Мизар. Додуше, не можам да речам така, бидејќи Да, многу Мизар постави има. Постави, менуваше и така натаму, но беше еден добар дел од оној креативен процес на втората Мизар. половина на 80-тите години, кога се создаваше тој прв албум на Мизар, значи во таа постава. Речем една година, не учествував во снимањето на албумот, не учествував во создавањето на поголемиот дел од песните и во нивното живо презентирање. Во тие времења, во 1980-тите години, снимањето на албум беше фикција, мисловна именка. Беше исклучително тешко, не беше невозможно да се сними албум. Тоа делуваше посебно за млада група како нешто невозможно. Албумите снимени во СФР се бројан на прсти, посебно за рок групите. Не постоеше некаква огромна продукција. Се снимаа на винил, нели? А винил не се трошеше баш толку многу. И јазичната бариера и така натаму кој што беше во СФР и тешкотијата да се сними на македонски уште дополнително ја усложнуваше работата. И затоа, нели, групите постоеа. А македонските бендови снимаа на српски снимаа песни, што ти не ги ставаа на албум, а ги свиреа живо. Ги свиреваше. Да, затоа што... Ама ти никогаш не се согласуваше, нити беше дел од такви кои, например, за да се додвори на југословенската публика да пееш на српски. И тие беа многу малку. И тие беа многу малку. И така беше тешко. Да се сними тоа. Воопшто снимањето на албум беше мисловна именка во тоа време. Имаше недостаток на инструменти, инструментите беа скапи и тешко се набавуваа. Дори да имаше пари, тешко беше да го купиш, затоа што никаде во државата СФР не постоеше продавница со сериозни професионални инструменти. Професионалните инструменти беа донесувани од странство. Tomaet Company. Да. Покојни се сеќаваш. А за да внесеш инструмент од странство, треба да имаш потврда од Сдружение на композитори дека си музичар. А за да добиеш тоа, треба да одиш да полагаш. Во Сдружение на музичари, за да можеш да си купиш инструмент, не да ти го дадат бесплатно. Па сега видете колку слободата и така натаму. Да. Мене ми е мака за тие работи да зборувам, од тие безсмислено. Океј. Животот е сенка, Life is a Shadow, МНТ 26.10.2007 година. Која е оваа представа? Од која представа е оваа музика? Ова е Циркус Европија. Ова е Циркус Европија. Проектот со Арно Шигек.
На 19 април ќе биде овој концерт. Разговаравме малку за музика, малку реминисценција од минатото. Сепак имаш километража, може би те носев и во пријатни и во непријатни води. Ама, добро, како што велиш и ти. Сеќавањата и носталгијата обично се сеќаваме на позитивните работи. Имаш голем багаж зад себе и што ми е драго, си извршил големо влијание врз многу бендови, како има и некои посовремени сега кои настапија, кои ги со задоволство ги презентирав и во емисија овдека. Така што, дали овој твој омаж ќе биде завршување на, заокружување на еден дел и што понатаму, Горан? Значи, ќе бидеме ние на тој концерт, ќе ги видиме сите овие работи, бидејќи знаеме дека нема да не оставиш незадоволни, дека тоа ќе биде едно пријатно аудиовизуелно патешествие. Сепак, твојве музики кои може би малку делуваат кај дел од пошироката публика и малку абстрактно, кога се слушаат во живо, обземаат просто. Да. Ова може да се рече дека некој заокружување на она моја работа во театарот. Честопати, па дури и мислам дека може би ти си ми советувал, си барал од мене да издадам театарска музика, да направам некој издание со театарска музика. И на секој може би различно во нијанси сум им одговарал, но суштината е во тоа дека не сум љубител на издавање на театарска музика. Она што и ова што сега ќе го правам е за окружување на театарска музика, но многу по-конкретно песни од театарски представи. Значи не музика како инструментална, туку како песна. Добро, кажи ми, а овие песни, дали се верни на оригиналот што било за театарската представа или веќе еволуирале во овој процес на прилагодување, изминале и години и времења и така натаму? Зависи. Например, песните што се од поновиот период, да речеме од кај 2008-2009 до 2013, се рече си идентични. Онака како што звучеле, некои се уште звучат на театарски представи. Например, песните од Хамлет можат да се слушнат и денес. Хамлет се игра во драмскиот театар и денес. Вечната куќа се игра се уште во Македонскиот народен театар. А песните кои што се можеби од постари, од подоснежен период, претпоставам дека доживеале некои промени. А одредени песни се еден вид на адаптација. Меѓу, да речеме, ако имам околу 17 песни на овој концерт, дел од овие песни се во театарските представи функционирале како музика. А во подоснежната моја обработка или преобработка, јас сум додал текст и сум направил песни од тоа. Песните кои што се од Циркус Европија, на неколку наврати се компилација. Да речеме, дел од една театарска представа, а дел од песната од друга театарска представа. И споени во едно чинат една целина. Имам и такви примери. Од две театарски представи, рефренот од еден, а знаеш зашто те прашувам? Еден вид на дали колку оригинален сам по себе ќе биде овој концерт, овој настап и дали заслужува ова да биде објавено како еден материјал, како еден албум, како на носач на звук, иако релативно е денеска покрај сите овие, но како еден албум проект, се едно дали ќе биде дигитален, дали ќе биде на винил или на CD или само како MP3. Така. Важно да се заокружи како едно како дело издание. Како издание, да. Од било кој вид. Да. Да, се го планираме тоа, имаме како зацртано со МНТ, значи во мојата матична куќа, да биде направено. Не можам да зборувам за точното време кое ќе биде направено, но дел од снимките се подготвени,
Дел треба да се дозавршат. Планирам во текот на мај тоа да го направам и да речеме до крајот на мај ќе го имам готов материјал. Сега прашање само кога официјално ќе биде објавено тоа. Ме интересира, дали немаше простор, дали заради концептот, дали можеше еден ваков, бидејќи сепак театар е театар, ти си соло театар, Горан Трајковски, дали имаше простор, не знам, за Александар Велјанов, за некои од твоите бивши соработници да учествуваат во целава работа? Бидејќи ќе ми беше интересно, например, мене лично зборам, бидејќи е многу сугестивен како појава еден Велјанов и така натаму, да биде како гостин на едно вакво... Постои таква можност, но токму во овој период беше невозможно, нели? Сите ние луѓето имаме своји обврски и домашни и деловни, така што не беше возможно да земе учество. Добар ли е Велјанов? Да, добар е, но во овој период навистина не е во состојба. Инаку се надевам дека ќе најдеме можност во иднина да конечно и тој се представи овде пред нашата публика во живо. Фала Богу, конечно Бимбери Ќатврсан. Иако јас ја продолжувам соработката со него и 2017 година, тоа им е на Дајне Лакајен, значи групата во која што е член. Дајне Лакајнен. Лакајен, да, е 30 години постоење и јубилејна турнеја прават низ Германија и Европа и поканија повторно да имам дел од нивниот жив ансамбл. Дали ќе настапат во Македонија? Има ли шанса, има ли интерес? Не, нема. Макар во МНТ еден вака, бидејќи ако нашиве овие организатори на концерти не се заинтересирани, може ли МНТ того да го организира како еден културен настан и сепак би било навистина интересно на таква појава? Јас се уште не сум учествувал со Дајне Лакајн на така наречените авионски концерти, значи кога одат со авиони, не знам тоа турнеја како изгледа. Знам дека тие двајца одат како пијано и глас. Таа формација си ја нарекуваат акустик, значи кога настапуваат само Александар и Ернст. А како група не знам. Ернст има 20 синтесайзери на сцена. Ја не знам како ќе дојдеме во маната со 20 синтесайзери. Да, нафрлам ја, извини, можеби звучи вулгарно и аматерски, ама, знаеш, би сакал се и покрај твојата соработка би било убаво, или ако не Дајне Лакајн, Велјанов и неговите проекти се доста интересни. Концерти сум пуштал овдека, дури и во живо ги имаме начекувано. Да. Многу интересна појава е, не вообичаено во ова време на мас продуциран невкус. Горан, очекувавме ли, се сеќаш во 103 колку туркавме овие млади автори кои креира на компјутери и така натаму? Никој од нас ни на крај не можеше да предпостави дека во ваков амбис ќе падне музиката на едно толку примитивно, ефтино ниво, на едно плиткост, на една неверојатна безидејност. Музиката сама по себе не може никаде да падне. Ние, луѓето, ја пропаднавме до тие длабочини. Музиката е оцјај на животот на луѓето. Тоа е резултат на квалитетот на нашето живење, квалитетот на нашите размислувања, нашата душевна состојба, на дали го имаме духот или го немаме во себе. Нема зошто да ја обвинуваме музиката, таа е зависна од нас. И колку ние подолу паѓаме, колку ние стануваме понеквалитетни, колку стануваат понеквалитетни нашите животи, толку и музиката станува неквалитетна. Значи, проблемот е во нас, а не во некоја апстрактна музика. Музиката без човекот не може да постои.
Горан, многу ти благодарам што ми направи чест мене лично и на нашата публика за вечерашниот разговор, учество и што ми дозволи да бидам макар еден дел да промовирам еден навистина позитивен убав проект, редок проект на македонска музичка сцена. Ти посакувам многу успех и се надевам до скоро видување, а во најмала рака барем промовирање на следниот проект. Благодарам и јас и до скоро видување. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. И на крај со истото како што и почнавме.